Едукација за нас невидливите е проект на Националната установа Музеј наменет за лицата со попреченост во Куманово. Проектот периодов се реализира во порака наша и во Дневниот центар за лица со попреченост кој што е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Според археологот Фросина Лазаревска, вработена во Кумановскиот музеј, проектот опфаќа едукативен дел и практичен, односно работилници со лицата со попреченост во просториите на центрите. Едукативниот дел опфаќаше тоа што тие може да се запознаат со работата на еден археолог, каде ти ископуваат, какви предмети ископуваат, од кои временски периоди. Потоа во работилници работевме, ја цртавме и ја боевме богинката мајка, од античкиот период лепевме сад кој беше скршен, самите го кршевме за да може повторно пак да го залепиме, да видат во што се состои таа работа на археологот. И од средновековието исто така изработувавме шлемови и штитови за војници. Така да се дружевме, интересно беше. Имавме еден таков пристап, сакаме некако малку повеќе овие лица со попреченост да ги вклучиме во културните текови, културните збивнувања во градот. Исто така пеевме песнички, во другиот центар работевме на некој малку друг начин, приспособен за таква попреченост како што е во Дневниот центар за лица со попречености. Мислам дека не смееме да ги оставиме да останат невидливи за општеството. Треба малку повеќе да се ангажираме, да ги вклучиме во сите пори на живење, така да и тие се почувствуваат онака важни за општеството, затоа што навистина се важни. Меѓу нив има многу скриени таленти, поготово во уметноста, што допрва треба да се истражат. По завршувањето на предвидените работилници, лицата со попреченост ќе одат во посета на Музеј Куманово, каде што ќе имаат можност одблизу да се запознаат со се она што на едукативните предавања го слушнале од археологот Лазаревска. Проектот Едукација за нас невидливите е финансиран од Министерството за култура.